Згрешав пат. Има една интересна приказна позади него. Ќе се загинам во Кавадарци. Пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Денес во ова видео малце ќе одам во централниот дел на Македонија, поточно во Тиквешијата. Односно веднаш јужно од Кавадарци има едно интересно езеро кое што всушност се вика Моклиште. Па така тргам од тука од Битола, одам кон Прилеп, преку планинскиот превој Плетвар кон Кавадарци и од Кавадарци се упатувам кон езерото Моклиште. Малце касно тргнувам, часот е веќе скоро 11, си го заборавив и телефонот еднаш, откако тргнав па се враќав назад дома си го земам. А времето е прекрасно денес, сончево, убаво топло. Сега веќе сме средина на април, ја заминавме средината, веќе и ноќите се потопли. Зеленилото почнува да излегува во сиот свој сјај. А со тоа и возењето на мотор станува се попријатно и порелаксирано. Веќе некое време немаше видео пак на каналот, иако почнав да објавувам пред колку време, пред еден месец објавив 2 видеа некаде. Патија дождовите, но друго времето постојано беше нестабилно и некако не ни имав елан за возење. Но сега се стабилизира, сега откако е стабилно, сончево убаво и утрата се пријатни и деновите, ручек време е пријатно, можам комотно да си возам и на поголеми растојанија. Иначе ќе видите и самите, веќе активно се работи некое време на автопат помеѓу Прилеп и Битола, така да сообраќајот постојано се пренасочува помеѓу стариот пат кој водеше од Прилеп кон Битола и помеѓу новиот магистрален пат. Мислам, не беше тој нов, меѓутоа нов го викаме сите, иако доста многу години беше. Целосно беше испукан, меѓутоа сега конечно те решија да го направат и возењето од Битола кон Прилеп и обратно да ни биде доста попријатно. И ова е едно од тие места каде што се исклучуваме од магистралниот главен пат кој до сега го користевме од Битола до Прилеп и се приклучуваме на стариот пат. Доста гужви по патот, сепак се по една лента за напред, една лента за назад. Пред нас има камиони, затоа и движењето е поспоро. Но мора сепак вака да се издржи се додека не се изгради новиот автопат, кој што пак кога ќе се изгради ќе може да се претекнува многу полесно, ќе нема колони, се надеваме. Тука одиме сега лево, значи ги следиме знаците за главен пат со цел да не влезиме во Прилеп, туку да се упатиме кон планинскиот превој Плетвар. Јас забележувам некои темни облаци таму на планините. Се надевам само дека нема да врни, никаде на прогнозата не пишеше дека ќе врни. Така да се надевам дека нема да ми излажи прогнозата. А и гледајќи го вака времето, иако се темни облаците, не ми дава некое чувство дека ќе врни. А кога ќе одите за Плетвар покрај Прилеп, одма сега тука поминувате еден надвожњак. Одма после самиот надвожњак ќе си завртите во десно и ќе направите едно движење, еден круг од 270 степени. Еве го, тука имате и монтажен знак десно дека ви се наоѓа Скопје. А сега тука ќе започнам со искачување на планинскиот превој Плетвар. Тука започнува новиот експресен пат кој што ги поврзува планинскиот превој Плетвар и Градско. Ова е пат експресен кој прави многу збунувачки поради тоа што има една полна линија тука и буквално не се знае каде се вози, но тоа што јас имам заприметено со едно подетално гледање, на места е бришана линијата или
над полната е пишувана нова испрекината линија, меѓутоа старата полна не е доволно избришана и изгледа како една голема полна линија. Во секој случај патот навистина скратува многу за патувањето од Битола и Прилеп кон Скопје, бидејќи тука нема многу гушви, значи буквално се две ленти, ако има камион ќе вози по десната страна, додека колите ќе одат по левата страна и нема да се прават некои гушви и застои како што се правеше кога се одеше по стариот пат, по кој имаше само по една лента напред и назад и патот беше полн со кривини, немаше доволно прегледност за претекнување и се правеа доста гушви, со што се одолговлекуваше патувањето од Битола и Прилеп кон Скопје. Истиот тој пат, иначе сега стариот кој што го користевме се наоѓа покрај самиот нов експресен пат, веќе се гледа тука долу е, меѓутоа не знам дали некој го користи се уште тој, иако може сега додам по тој пат требаше, но ајде со таа мана, доколку го немавте возен овај експресен пат, еве ви сега прилика да го видите како изгледа. Во просек дозволената брзина на движење тука е околу 100 км на час, 80 до 100, а во комбинација со фактот што нема застои колони, се стига доста брзо до Скопје. А и општо, доколку сакате дојдете до Кавадарци, како што сега јас ќе направам, ќе си исклучите на соодветниот излез кој што е всушност Дреново, и така кај Дреново ќе си исклучите од овој експресен пат и ќе продолжите со движење кон градот Кавадарци. Јас пред малку се исклучив од овој експресен пат кон Кавадарци. Сега на овој кружен тек, вториот излез ви е Кавадарци, првиот излез ви е по стариот пат кон Плетвар, додека третиот излез ви е стариот пат кон автопатот Гевгелија Скопје. Влегувам во селото Возарци, а штом влезите во селото Возарци и доколку завртите веднаш на првото десно, односно на овој пат тука, ќе завршите кај браната на Тиквешкото езеро. Всушност има видео на мојот канал каде што ја посетувам брана, камера има тука, каде што ја посетувам браната и можете да видите каков е патот, асфалт е, значи се буквално, и ќе стигнете покрај самото Тиквешко езеро. Иначе Тиквешијата општо е позната по лозијата, можете и сами да заприметите, тоа и веќе го знаете. Немам всушност јас бидено покрај Тиквешко езеро па може би 3 години. Треба повторно да го посетам некој од овие денови, секако сега времето е убаво, а и не ми е толку далеку, така да изводливо е да се посети. Се наоѓам на влезот од Кавадарци, меѓутоа нема да влезам во градот, туку ќе пробам да го најдам без GPS патот за кон селото Ваташа, бидејќи треба да поминам низ селото Ваташа за да стигнам до езерото Моклиште. Се надевам дека не го сгрешав патот. Иначе околу тоа езеро има една интересна приказна, ќе ви ја кажам штом стигнам крај самото езеро. И овие пред мене се од Битола гледам. Исто така и за овај дел има видео старо на мојот канал од пред некаде 3 години, каде што го возам малку Тиквешко Мариово до селото, до селата Мрежичко, и некоја интуиција ми вели дека натаму требаше заваташ. Да, се сеќавам тогаш нешто патот го имав сгрешено, излегов од, да не иди кола од десно, излегов од ова уличе тука лево што е како со плочки. И тука завршив наваму и возев покрај една река. А тука од десната страна забележувам дека има нешто навидум на река. Значи легнати полицајци во боја на асфалт се моите најомразени видови на препреки на патот. Не ги мразам колку што ги мразам тупките, меѓутоа ги мразам и нив.
Морам да застанам и да проверам дали сум на точниот пат, бидејќи ако 80% сум сигурен, сепак има 20% кои што ми велат дека не сум на точниот пат. Изгледа сепак сум тука сега малку лево, па десно и само право. Значи сега првото лево, па десно и само право. Лево, па десно и само, тоест не како иде овде на главната треба се. Ајде да видиме што ќе направам. Ќе се загинам во Кавадарци. Значи благо кривина ќе има за благо лево, меѓутоа ова не е таа кривина. Овде има некој главен пат што вика десно, па јас ќе одам по тој главен пат што вика десно. Ајде да видиме. И сега само ќе го следам овој пат. И ќе се надевам дека сум на вистинското место. Меѓутоа ќе морам пак да застанам. Некако ми е сомнителна целава работа. Исполнет сум со сомнеж за патот по кој возам. И да, овде требаше фактички надолу да фатам, да се вратам назад и само право после. Одлично, готово, меѓутоа сега треба тука полукружно за назад да фатам, да се завртам. Фактички сега каде што продолжив право, требаше да одам десно. Меѓутоа, јас не го направив тоа, тука отидов право. И затоа сега се враќам назад, тука треба да фатам лево. Значи овде лево. Ајде. Тука и сега само право. Пак тука легнат полицаец со боја на асфалтот. Одлично, одлично. Сега тука барем има и знаци за легнати полицајци, ако ништо друго. Ете го знак, гледам за селото Ваташа, тоа е знак кој што ми кажува дека се наоѓам на правиот пат за да стигнам до езерото кое што сакам да го посетам. Ќе застанува овој? Значи сега фактички јас возам низ селото Ваташа, кое што е многу блиско, можеби залепено со градот Кавадарци. Многу убаво речно корито направено, има и доста вода во реката, така да сето тоа е многу убаво, пријатно за гледање. Имате и тука клупи покрај самиот кеј. Тука веќе има многу убав пролетен мирис, зеленилото е во подем, а во месец мај ова ќе биде уште подобро. И првиот пат кога го возев овој пат, мислам дека беше нешто како месец мај, беше уште позелено и уште поубаво. Дефинитивно во иднина пак ќе возам наваму кон селата Мрежичко и Рожден. Има пат кој што не е асфалтиран, кој што ги поврзува всушност селата Витолиште, Прилепско и селото Мрежичко, Кавадаречко. Еднаш тргнав по тој пат со мојот прв мотор 50 кубичен, меѓутоа беше премногу лош патот. Сега не знам оваа година каков е. Може би ќе се осудам да го возам некој ден оваа година. А јас сега тука некаде ќе има полукружна кривина од која што јас ќе треба да се исклучам и да завртам во лево, односно тоа е тука те пишува Моклиште лево. Да, значи ресторан Моклиште, фактички кон ресторанот Моклиште треба да се движам. И сега тука пак лево ќе треба да завртам. Нема да е асфалт целото, мислам дека ова беше лево, да. Да, тука одам лево и од тука натаму нема асфалт, сето тоа ќе биде сиот пат офроад. Некаде 3 километри се вака офроад, меѓутоа не е некој тежок офроад, не е некој тежок пат, кој знае шо. Рамно е, се вози така да
не би требало да имате никаков проблем доколку сте со мотор, сепак дуал спорт мотор да речам. Како што видов на Google Maps. Упс. Сгрешав патот. Значи тука требаше десно. А јас ќе му одев во дворот кај луѓето. Значи ќе пазите, ако видите дека одите во двор кај некоја куќа, треба десно да завртите. Ја сега пак тука се дели на десно и лево. Меѓутоа, некој чувство ми вели лево дека требаше да одам. И ќе си го слушам тоа чувство и заминав лево. И се надевам дека ќе стигнам кај што сум тргнат. А, ако го сгрешав патот ќе види јако. Не, џабе морам да проверам дали сум на точниот пат. Многу се разделуваат патчинава некако, не беше вака плано. Ете го сгрешав пат, онде требаше десно фат. Бе, дете. По точното пат ќе си тргнам. Арно не е многу жешко, арно ко си рака и си кладов од долу. Блуза со долги прво си кладов. Меѓутоа се враќав дома, си го имав телефонот забораено. И си ја слеков блузата, в чанта само ја чувам. Ако си рака и се слеков. Ја сега оде пак нешто се дели патов. Ама сега тука ќе одам. Поприлично сум сигурен. Тука станува патот малку полош од досега што беше. Меѓутоа не мислам дека е долго вака. Да, еве го пак се разбавува. Би требало да сум близко до езерото, но не знам. Така како да осеќам некој шеќер во воздухот. И тука има некоја широчина. Дали тоа значи? Ао, да, го гледам. Ао, не. Мислев езерото во време. И го гледам езерото. Сега од каде да слезам до езерото? Ќе го оставам јас моторот тука. Задната кочница ми запече пак, ако се сеќавате Тунис кога бев ми запече еднаш, а јас вода не си носам во моментов, меѓутоа затоа тука пред мене е езерото од кое што ќе си наполнам, бидејќи си носам шише, ќе му турам вода и се со цел дека и надеж дека кочницата ќе пушти. Ја сетив дури сега онде нешто излеза пече, пред 5 минути, така да не би требало да е нешто страшно. Слегувам сега јас по полека пешки кон самото езеро. Мислев дека ќе нема вода многу, меѓутоа има и доволно вода, има и солидна боја, пролетна зелена боја. А и околу него веќе пролетта се буди.
Малку се заоблачи времето сега, иначе ова е Моклишкото езеро, има една интересна приказна позади него. Всушност пред точно 70 години ова било само обична река, не било езеро, тука течела река. Меѓутоа, еден од околните ридови, не знам точно кој што, се сронил, односно настанало некое тектонско поместување, буквално свлечиште настанало, земја паднала надолу во оваа долина. Толку многу земја паднало што формирала голем насип и ја блокирало реката. И така, откако се блокирала реката, овде всушност настанало ова езерце. За жал во сетото, во тоа свлечиште, во таа трагедија, ќе речам, загинаа и 11 луѓе и 1200 овци. Сега да го гледате, ова е многу пусто, ќе си речите како може толку многу луѓе да загинат, меѓутоа веројатно тогаш многу повеќе луѓе движеле по овие ридови во однос на сега. Почнува да роси, почнуваат да паѓаат некои капки, се затемни најнаш цело време, јас време е да се упатам кон моторот, додека не се направил патот си од кал. А тука негде јас си ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.